Фармацевтите предупредуваат за се почестото самоволно земање антидепресиви и седативи кај младите без лекарски рецепт или стручен надзор. Причини и ризици: поради стрес и социјални мрежи, младите бараат брзи решенија и ги земаат овие лекови од роднини и пријатели. Несоодветната употреба може да предизвика зависност, пат на концентрацијата и влошување на симптомите. Пораст во Европа. Според студија во Европска детска и адолесцентна психијатрија, употребата на антидепресиви кај младите по пандемијата е зголемена за 23 до 52%. Природни алтернативи. За справување со стресот се препорачуваат природни препарати како кантарион, валеријана, ашваганда и родиола, кои не предизвикуваат зависност. Истражување објавено во списанието Journal of Clinical Lipidology покажува дека секојдневното консумирање едно авокадо го намалува бројот на опасните мали LDL честички кај луѓе со абдоминална дебелина. Резултати од студијата: во 6-месечно истражување со 786 учесници, оние кои јаделе по едно авокадо дневно забележале намалување од 49 наномоли на литар кај штетните честички, што се поврзува со околу 4% помал ризик од срцеви болести. Според научниците од Универзитетот Penn State, авокадото е богато со мононезаситени масти влакна, фитостероли и антиоксиданти кои ја намалуваат апсорпцијата и производството на штетниот холестерол. Важни препораки: авокадото треба да се користи како замена за заситените масти, путер, мајонез, крем-сирење, а не како додаток на калории. Научниците напоменуваат дека тоа не е чудотворен лек и дека заштитата бара целосна здрава исхрана и физичка активност.